Според вас, сега тоа разбира се, това е вештачка интелигенција, но Мицковски, над него е Вучич. Кој е оште понагоре во шемата и во сценариот? Да кажеме, че може би па некој делегира на Белград одредена улога да играе, има и геополитички интереси, така што кој е следниот во... Јасно е, просечниот македонец, албанец, влав, па и бугарите во Македонија, тие се најдолу. И са, хајде да кажеме, заробениците на таа заробена држава. Кој е горе? Видете, не е никаква тајна дека Србија е филијала на на Москва, политичка филијала на Москва, и таа апсолутно таа улога ја има на овој Балкан и многу успешно ја врши таа улога. Исто така не е никаква тајна дека Македонија е политичка филијала на Белград. И сега јасна е кај оди таа поврзаност. И нормално тука, видете, јас воопшто не мислам дека ние албанците сме надвор од таа игра. За жал, тука и имате и ви и албански кругови кои што се влезени внатре во таа игра. Некои не знаејќи, несвесно, другите и свесно, ради тоа што им одговара, заради тоа што ви реков, она мозокот им е поврзан со джебот и нормално толку ги интересира. Дали добро им се плаќа тоа што го работат. И во таквите видите, сега ние не сваќаме едно, мислам, ние балканците сите тука, а посебно ние од Македонија, дека во овие глобални игри ние малите народи сме неважни играчи, но играчи кои што се употребуваат за да направат некои забуни, за да направат некои мали проблеми, за да се одвлече вниманието од тоа големото што се случува. Потоа, ние не сваќаме и нешто многу основно. Сега сите народи градат мир наоружувајќи се. А ние што правиме? Ние се расправаме меѓу себе. Кој е постар оседелец на Балканот, кој што украл од некој друг тука. И така да, дури оставаме впечаток дека ние не сме свесни ние во времето во кое што живееме. И така да, и таквите народи, обично, секојаш се затечени, секојаш се надвор од настаните, од главните настани. И на нив секој, затоа им се случуваат, секојаш тие се чувствуваат несреќни. Оти никогаш тие не го читат времето онака како што треба. Тие не го знаат календарот во кој живеат и затоа секојаш, ако гледате вие, се несреќни. Тие секојаш им се случуваат незаслужени нешта. Па нормално дека ќе ти се случуваат незаслужени нешта ако ти не знаеш во кое време живееш и кој со тебе се поигрува, и кој тебе те движи, и кој тебе те наведува на ваква или онаква игра. И ти ако не сваќаш дека во вакви околности ти не треба да ги затегнеш меѓуетничките односи, ако не сваќаш дека во вакви околности ти треба да си што поблизок со Софија и Тирана, дека тие ти значат, дека тие допринесуваат во стабилноста на својата земја. Ако ти тоа не го сватиш, и нормално дека ќе ти се случуваат многу неочекувани нешта и секојаш ќе видиш затечени, секојаш некои други ќе ти се виновни, бугарите, албанците, грците, србите, црногорците, само ти никогаш не си виновен. Дали сте слушнале вие тука некој да рече дека чекате, а што ние? Дали е можно сите да се виновни, а ние да немаме никаква вина? Тоа е ненормално и тоа може да се случува само на елити кои што немаат контакт со реалноста или па добро ја играат она улога која што им е доделена.